Добредојдовте во третата од предизборните епизоди на подкастот Јустинијан збори. Со нас денеска е вице-премиерката на Република Северна Македонија и носителка на листата предводена од СДСМ во изборна единица 1, Мила Царовска. Добредојдовте. Добре најдов. Благодарам на поканата. Да, ви благодариме за издвоеното време, бидејќи знаеме колку напорно може да биде изборната кампања. Па не ви должам многу и би започнал со прашањето која е Мила Царовска пред да влезе во политика? Граѓанска активистка, социјална работничка, која што се трудеше да помогне на системот да воспостави механизми за намалување на сиромаштија. Да, сега, од кога сте поминале време како активистка и за одредени теми, која беше причината да се вклучите во политиката и најпрво нели како кандидат за пратеник, а подоцна и министерка за труд и социјална политика, еве сега и вице-премиерка? Многу години помина во застапување и убедување на различни политички структури дека она кое што го нудиме како програма за намалување на сиромаштија, програми за превенција од ХИВ, создавање на услуги за сексуално и репродуктивно здраве на жените кои што се ранливи, сватив дека единствено ако си на позиција каде што можеш да ги носиш одлуките, промените може да се случат побрзо и подобро. И токму затоа во тој момент некако како да почувствував дека е доволно од застапување, ајде она кое што го размислуваш и кое што сметаш дека ќе го промени светот, условно речено, или нашето домашно општество, да го направиш, и тогаш влегов во една, да кажеме, трка за да добијам таква позиција. Инаку никогаш не бев претходно кандидатка за пратеничка, бев само председателка на Комисијата за труд и социјална политика од 2013 година до 2016 година, после тоа веќе во 2017 станува министерка за труд. Да, како е да се биде политичар во Македонија, без разлика на годините, на било што може да биде дискриминирачко, едноставно како да се биде политичар и како едноставно функционирате вие како политичарка сега, последниве неколку години? Во секој случај предизвик голем и е многу интересно. Зошто? Заради тоа што мислам дека ние немаме некои стандардни како да кажам, процедури или очекувања од политичарите, посебно што јас почувствував дека може да се внесе нова енергија, да се обидеме да ја смениме сликата за политичарка во државата. И тој активизам кој што го внесов, енергијата која што внесов во функцијата, мислам дека ми помогна никогаш да не влезам во калапот или да не се вкалапам во стандарден политичарка во нашата држава. Инаку сите мислат дека е едноставно, дека има многу привилегии. Јас сакам да кажам на сите дека не е така. Дека животот станува потежок и тоа го прави јавноста. Постојаното следење и присутноста во јавност става дополнителна тежина на што и да правите, независно дали е тоа со семејството, со пријателите, во работењето, секој збор, секој чекор, секој настан се следи и тоа создава голема тежина во нормалното живење, во секојдневното живење. Инаку работата како работа, навистина многу си ја сакам и се вложувам во неја со енергија, со емоција, со се, и затоа не ми представува голем товар. Инаку ако го носиш тоа само како бреме, а притоа немаш љубов, немаш идеја да промениш нешто, тогаш вистина е тешко. Поврзувајќи се на темата за реконцепирање на ова што значи да биде политичар во нашата земја, кога правев интервјуто, едно од главните прашања кои што мене посебно ме интересираше и сакам да ставам приоритет е самата идеологија, затоа што во последните години гледаме, за разлика од преходните, на поголема идеолошка диференцијација помеѓу партиите. Така што моето прашање било, која е таа идеолошка и филозофска основа на која се базира програмата на СДСМ и општо СДСМ како партија? Ние сме социјалдемократи и јас искрено многу верувам дека ако социјалдемократијата и социјалдемократите владеат во светот повеќе, светот ќе биде поубав. Ја тоа го покажавме во нашето општество. Претходно социјала воопшто не беше тема. Минимална плата ретко кога во вести вие дискутиравте или ние дискутиравме во вести за минимална плата. За 2,5 години успеавме да го смениме дискурсот.
целосно ние зборуваме за какво општество создадовме за ликата со попреченост, како тие влијаат на промена на целото општество и нивното прифаќање, дека тоа е различност. Ако научиме да прифаќаме различност, ваква или онаква, живееме подобро. Дека животниот стандард е голема тема и ако подобро живеат повеќето од граѓаните, дека тогаш нашата држава ќе тргне вистински напред. Да зборуваме за образование, за здравство и мислам дека нашата идеолошка матрица, на тоа е дека најранливите треба да бидат најмногу подкрепени и дека со бизнисот треба да бидеме партнери, но во исто време работниците ни се фокусот. Таа идеологија за мене е водечка и треба што повеќе да ја застапуваме. Но морам да истакнам дека се уште не гледам голема диференцијација, иако за прв пат во кризата се виде дека кои луѓе за каква идеологија застапуваат. И се виде дека многу луѓе застана можеби позади десната идеологија, дека пазарот треба да се саморегулира, дека повеќе треба да се помогнат големи компании кои што треба понатаму да останат на пазар, од работниците, да кажеме, во даден момент не се додава финансиски средства, за разлика од нашата идеологија, каде што ние викаме работниците во приоритетот и исплата на плата кон работниците се приоритетно прашање. И е добро да партиите навистина ги истакнат своите идеолошки позиции, за да граѓаните може да одберат, затоа што претходно бевме сведоци како десни партии застапуваат социјални модели на функционирање или социјал-демократи застапуваат можеби десничарски идеи. И таа конфузија кај граѓаните мислам дека им прави проблем при гласање. Така ако имаме добра дистинкција помеѓу идеологиите, за граѓаните ќе биде многу полесно да кажат да, ова за мене значи, јас ќе гласам за таа партија заради тоа што идеолошки сум поблизок до неа или тоа мене директно ме допира. Да, всушност гласање за според лични вредности. Бидејќи ние тројцата сме правен факултет, она што нас највеќе не интересира е секако правото и правната држава, а и особено после 2015 во Македонија влезено во процес на соочување со можеби недостаток на правда, нели преку специјалното јавно обвинителство и сите тие процеси, така што која е вашата визија за правна држава и владење за правото, а и она што е во програмата на? Јас викам, направивме праведна држава и сега следи да направиме правна држава. Мислам дека контурите ги воспоставивме, законски велам, но воспоставувањето на правда, вистински, ќе следи во наредниот период само ако сите граѓани веруваат во правда и веруваат дека правна држава е можна, но исто така правосудниот систем треба да заеднички рамо до рамо застане со граѓаните и со другите институции и да кажат стоп на се она што значи неправда. Затоа што политиката се обидува, ние сосема се трудиме да ги тргнеме рацете од правосудниот систем, да направиме закони во кои што тие самостојно ќе одлучуваат. Но како ќе одлучат сепак зависи од нив. Затоа продолжуваме и со јакнење на капацитети нивно и создавање на нови суди, јавни обвинители, за да може да се обнови или да се освежи таа структура. Секако дека меѓу нив има навистина многу честни, многу луѓе кои што веруваат во правда, тие треба да им се даде шанса и понатаму да го водат овој систем. Секако дека велиме 5% од случаите во донесени во последните 5 години, пресудени, ќе бидат ревидирани и од тие анализи ќе добиеме податоци на кој начин може би се правеле некои работи, и со застарувањето на случаи треба да го престанеме и треба да значи дека ако застари одреден случај треба да има директно по службена должност или директно разрешување на тој судија на кој што му застарува случајот, граѓаните да се наградуваат кои што ќе пријават корупција, да тие станат партнери, како да кажеме со дануците, со мој дедеве, што успеавме да што поголем број на граѓани бараат сега сметки, тие самите стануваат инспектори, дајте да го направиме истото и со корупција, да ги поттикнеме граѓаните да пријават и за тоа да бидат наградени. Така тоа се некои механизми кои што верувам дека ќе станат реалност во наредниот период, затоа што покажавме дека можеме и со антикорупцијската комисија, која што денеска поведува постапки за секој од нас и нема дилема дека тие треба да се тој коректор или тој орган кој што ќе следи власта и опозицијата и сите оние кои што може да имаат некакво несоодветно дејствување. И така мене навистина ме радува што следи тежок период во делот на воспоставување на правда, но сум сигурна дека ако веруваме во ова и дека сите луѓе кои што имаат идеја да се воспостави правната држава се ставаат во функција, дека ќе успееме да заеднички го направиме. Оно што, нели, другиот дел покри правото и правната држава, во последниот период доста се зборува и за младите, односно имавме
имавме преходна легислативна акција каде што се донесе законот, познатиот закон за млади. Така што овде би ве прашал која е младинската програма која што СДСМ ја застапува, а во склоп на тоа и планот за реформи во образованието, посебно со акцент на високото образование. Во однос на младите, мислам дека успеавме да направиме мерки со кои што економски ги јакнеме младите и ги поврзуваме со институциите за да им ја вратиме довербата дека и нашата држава има понуда за младите да останат тука. Затоа ја воведовме младинската гаранција, од тоа што имаме излез 33%, и тоа е одреден европски стандард, го работевме целата програма по словенскиот модел. 20.000 млади лица минатата година влегоа во младинска гаранција, 6.300 се вработија од тие кои што влегоа во систем на младинска гаранција. И ако ме прашате што е причината, како ете, до сега не се вработувале, сега се вработуваат, мора да кажам дека утврдивме голем недостаток на доверба во Агенцијата за вработување од страна на младите луѓе. Затоа вклучивме младински ментори, луѓе кои што се од Национален младински совет, од други мрежи на младински организации, кои што директно работеа менторски начин, се искористија голем дел на мерки, дел се вработија, дел се во практикантство, дел се во обука. Дополнително вложивме големи финансиски средства во IT вештини, ама не оние основни општи IT вештини, туку навистина скапи курсеви кои што директно може да се пласираат на пазар на труд за оние млади луѓе кои што ќе се стекнат со сертификат за таква обука, и со тоа обезбедуваме високо квалитетни или високо платени работни места за младите луѓе, и тоа може да биде тука да работат аутсорс и за други земји во светот. Законот за млади го донесовме, таму предвидовме младински центри, кои што токму во програмата предвидуваме дека ќе се отворат во период од 4 години во сите општини, за да бидат спратилиште на младите каде што ќе добиваат информација, ресурсен центар од кој што ќе се хранат младите и кои што тие ќе имаат можност некаде да пласираат одредена своја програма, идеја и да ги придвижат другите млади на локално ниво, затоа што сметам дека можеби Скопје има понуда за младите, но другите општини се уште треба да развиваат програма и поддршка за младите луѓе. Образованието е клучот за секое добро општество. Ако имаме добро образование од претшколско, основно, средно, високо, тогаш имаме и квалитетен кадар, немаме проблем никаков да обезбедиме кадар, а тоа ни укажува дека економијата нема да има проблем да биде попродуктивна и да имаме подобар приход во буџетот преку плаќање на даноци од компаниите кои што функционираат. Мислам дека ние направивме големи промени со тоа што предучилишното го издигнавме на поинакво ниво. Велиме првите 5 се најважни, за да може на факултет да постигне добри резултати. Предучилишното образование е основата, а ние со години сме заборавиле да инвестираме во тоа. Сега инвестиравме во поголем пристап во предучилишно образование кај децата, но ја менуваме и програмата за да имаат и социоемоционален развој во градинките. Затоа што целото образование светот го реформира во насока да не колку ти ќе се стекнеш со одредена вештина, туку да научиш да брзо стекнуваш вештини и брзо да се преквалификуваш и да се адаптираш на новите услови, затоа што светот се менува пребрзо, додека ти од прво завршиш после тоа факултет на 22-3 години, светот се променил. Затоа ни е важно да тие способности кај младите и кај децата ги развиеме за брзо прилагодување и преквалификација. Но и законот за основно образование се донесе и тој е квалитетен закон кој што има европски стандарди во себе. За високо образование се донесе законот кој што обезбеди исто така квалитет и многу можности сега за факултетите за независно функционирање и на студентите. Дополнително можам да истакнам дека студентското организирање е сега ослободено од партиски притисоци. Тоа навистина ме радува. Ако студентите се слободни и ако нивните движења може да имаат критички осврт, критичка мисла, на тој начин создаваме демократија во општеството, затоа што вие како студенти сте најголемата база која што смее да критикува, треба да критикува за да може сите да веруваме дека утре ќе биде подобро. Така да мислам дека навистина во наредниот период фокусот ќе биде на здравство и на образование. Средното образование треба да се дополни посебно во делот на стручно и техничко образование, затоа што без да имате стручен, квалификуван кадар, многу тешко може да ја развивате економијата. Во нашата држава навистина недостига квалификуван кадар кој што ќе може да биде ставен во функција посебно на производствени капацитети, и затоа ги врзуваме компаниите со средните училишта за да им се обезбеди можност на учениците уште во средно образование да се стекнат со вештините потребни да бидат активни на пазар на труд. Да не заборавиме дека и законот за практикантство го донесовме, се во насока на подобрување на знаењата
пред да стапат на работно место одредени и студенти и млади луѓе. Ако вие одите на факултет или во средно училиште и не се стекнете со директно знаење за одредено работно место, тешко кој ќе ве прими на работа. Затоа обезбедивме да практикантството стане законски регулирано и да понатаму компаниите може преку практикантство да се црпат и вработени во своите сектори. Да, една од најгорливите проблеми според мене на едно општество е доходовната нееднаквост помеѓу најбогатите и најсиромашните. И следно прашање ми е околу тоа. Според Министерството за финансии од 2017 година, кој што извади определен извештај, тврдат дека Македонија е на прво место во Европа според доходовната нееднаквост. Па ме интересира ваш став околу тоа како би го решиле вие тој проблем. Па со постојаното зголемување на приходите кај секој поединец, ние директно влијаеме на подобрување на економската состојба на околу 30.000 домакинства со тоа што за 300% се качи гарантираниот минимален приход, се воведа детски образовен додаток за децата да имаат еднаква шанса кон образование и еднаква шанса за старт како и останатите деца. Дополнително воведовме државна социјална пензија затоа што имавме над 6.000 лица од 65 години кои што немаат никаков приход и зависеа од милостина. Тие денеска примаат финансиски средства, со тоа директно влијаеме на намалување на длабочината на сиромаштијата, но со покачувањето на минималната плата и просечната плата директно се влијае на подобрување на животниот стандард на работоспособното население кое што е на пазар на труд. Овдека влијаеме на работоспособно со гарантиран приход, работоспособно но кое што не е на пазарот случајно, кое што не работи, а додека со минималната и со просечната плата директно влијаеме на намалување на нееднаквоста кај оние кои што се работоспособно и вработено население, затоа што знаеме дека најголем феномен и во Европа е вработени сиромашни. Ние сакаме да тој процент на вработени сиромашни го намалиме. Но исто така со процесот на воведување на прогресивниот данок се направи одредено поместување, сега се стави тој на пауза, но јас сум сигурна дека во наредниот период ќе успееме да изнајдеме сили и да се направи соодветен модел да прогресивниот данок во државата стане реалност и да на тој начин понатаму правиме распределба на средствата, затоа што некако ми е нереално да гарантирате рамен данок кој што ќе биде низок, а да гарантирате и бесплатно образование кој што е квалитетно, бесплатно здравство кој што е квалитетно, бесплатна социјална заштита и услуги кои што се квалитетни. Социјалните држави и државите кои што се развиени и кои што имаат ниска или слаба нееднаквост, а имаат високо ниво на квалитетна распределба на приходите во општеството, се токму оние кои што имаат прогресивен данок. Мислам дека ние треба да се стремиме натаму. Да, го споменавте прогресивниот данок. Оваа влада го воведе овој прогресивен данок после една долга пауза, но за кратко време и го прекина тој прогресивен данок. Затоа велам го ставивме на пауза се со цел да се изанализираат уште еднашка сите можни модели, затоа што имаше дискусија за ефектите. Мислам дека во секој случај требаше можеби да се почека да се видат вистинските ефекти и да се можеби моделира, не да се стави на пауза, но сепак владата е колективен орган кој што заеднички ги донесува одлуките. И тука се сметаше дека е подобро да се стави на пауза, па сега се прават анализи за да се види кој е најдобриот модел кој што може да се врати. Би имали дни на овој данок во Македонија? Па со оглед на тоа што Македонија се стреми, Северна Македонија се стреми кон развиените европски земји, тие секако дека имаат прогресија во се и во плаќање на услуги, имаат прогресија во плаќање на данок и тоа е еднината. Ние се стремиме кон тие земји и мора да ги почитуваме тие стандарди. Моментално минималната плата е 14.500 денари, која во претходниот период се зголеми. Ме интересира дали во следниот период, во иднина, доколку СДСМ и коалицијата се повторно на власт, дали би гледале продолжено зголемување на минималната плата? Да, апсолутно. Со растењето на минималната плата расти просечната плата. Има капацитет нашата економија да го издржи тоа, но секако поврзано со сите други параметри, за да не се случи со притисок кој што е неоснован на минималната плата, може да се случи негативен или отпуштање, негативна работа. Затоа мислам дека ние како досега, така и натаму, преку социјален диалог, преку економско-социјалниот совет ги донесуваме тие одлуки во моментот кога сме спремни, кога сите економски проекти кажуваат дека може да оди минималната плата нагоре, оди. Токму затоа и нашето ветување дека е во период од 4 години или еден мандат, таа ќе може да порасне до
40% од сегашното ниво, секако пост-ковид периодот, затоа што во овој период треба да се размислува да се задржат отворени работните места и што поголем број на работници да останат на работните места, макар и со платата која што има, да не се прави притисок да можеби ќе достигне до можеби затварање на одредени работни места. Затоа одиме внимателно и секогаш сме оделе преку диалог до зголемување на минималната плата, така предложуваме и понатаму. Пред скоро време Уставниот суд го прогласи Законот за заштита од дискриминација како неуставен поради определени проблеми при парламентарната процедура за негово донесување. Иако е евидентна потребата од овој закон во Република Северна Македонија, но битен беше овој закон и од меѓународната заедница како услов за добивање на датум за преговори. Ме интересира каква ќе биде иднината за овој закон, дали повторно ќе се донесе? Овој закон ќе се донесе, јас тука немам дилема, не само што Европската унија го бара од нас, туку затоа што е неопходен и затоа што граѓаните го бараат овој закон. Тој се укина од Уставниот суд заради техничко прашање. Мора да истакнам дека тој си се гласеше со потребното мнозинство, но Ѓорѓи Иванов како претходен претседател, кој што веројатно сметаше дека не треба да имаме закон за недискриминација, не го потпиша, па се врати назад, па повторно гласање и тука се случила одреден технички пропуст од страна на собранието во моментот на испраќање до претседателот, но во секој случај тој закон повторно ќе се најде на дневен ред во собранието и ќе се стави на гласање. Јас сум сигурна дека сите партиите или со национален консензус ќе се донесе овој закон. Моментално живееме во едно време каде што имаме еден вирус кој што предизвика една сериозна здравствена криза, но настрана од здравствената криза и една економска криза. Секој ден се зголемува се бројот на заразени, бројот на починати лица. Ме интересира ваш став и став на владата околу причините зошто ескалира ова ситуацијата и дали во ваков период на ваква здравствена криза е потребно да се оди на избори и на избори на ваков начин, односно со физичко присуство. Дали би можело да се испланирале овие избори некој поинаков начин, пример преку пошта? Мислам дека здравствениот систем многу добро се справува со оваа криза. Секаде во регионот имаме повторно враќање на бројката, но мора да се навикнеме на начинот на живот. И ако денеска одите во маркет или одите на кафе, е еднакво ризично или неризично, зависно дали ќе се заштитите и ако одите на гласање. Сметам дека ако се испочитуваат сите процедури, протоколи и секој од нас носи маски, прво ќе направиме заштита и превенција од понатамошно ширење на вирусот, ама сите како граѓани треба да сме свесни и да тоа го правиме, да постојано ги користиме мерките на заштита, а истото секако да го направиме и на денот на гласање. Но на нашата држава неопходен е парламент и функционална политичка влада, затоа што сега се носат големи одлуки, се носат тешки одлуки. За прв пат светот и нашата држава се соочува со ваков предизвик, здравствена криза која што директно имплицира и социоекономска криза. И затоа сметам дека не можеше да ова се одлага понатаму и дека функционален парламент ќе придонесе за подобро справување со оваа криза и секако политичка влада уште подобро ќе се справува со оваа криза. Дали можеме електронски да гласаме или по пошта, во моментов сметам дека такви услови нема во нашата држава. Да не заборавиме дека регистрите се уште се средуваат помеѓу институции ако треба да разменат податоци, затоа што јас бев министерка која што водеше процес на социјална реформа и за прв пат го поврзав министерството со сите институции да можеме да ги влечеме електронски податоци. И тоа ни се случува, но за такво прилагодување ни беа потребни 6 месеци, за да сме сигурни дека секој податок кој што го влечеме од институција е проверен и е точен и во тој момент кога издаваме решение или за остварување на право или за одбивање, сме сигурни дека е тоа така. Така да во наредниот период на регистарот на население, ако се направат сите останати поврзувања со сите институции и сме сигурни дека од институциите се влечат соодветни податоци, ќе се понатаму воспостават и механизми за можно електронско гласање. Во светот ова постои, не е нешто кое што не е воспоставено во светот, има и во пошта, дури имате можности за промена на својот глас до последен ден, може да гласате за еден па да гласате за друг во последниот момент, но сепак како држава се стремиме кон таков тип на демократија и таква функционалност на институциите и јас мислам дека заеднички во наредниот мандат ќе го видиме тоа и како реалност. Овде ја би преминал
би го светил разговорот на самиот изборен процес. Свесни сме, како што и вие напоменавте и Димитар спомна, имаме избори за време на корона и не сме единствени по тоа. Причините се многу и дефинитивно јас се согласувам дека ние потребна политичка влада, поготово во овој момент, да се справи со се што се случува во државата. Па би ве прашал како досега би ги оценили изборите, со оглед на тоа дека има доста лимитации и работи кои што не може да се прават, а што се правеле изминативе изборни циклуси. И едноставно дали тоа влијае на како вие како политичарка и како коалиција се однесувате за време на изборите, за овие предстојни предвремени избори? Секако се е поинаку сега, но не е лошо. Мене ми се допаѓа затоа што е една модерна, современа кампања, се користат многу дигитални алапки, граѓаните се навикнаа на држање на дистанца, можеби помалку се создава таа еуфорија на која што нашите граѓани се навикнати, но сметам дека овие избори беа почитувани препораките кои што ги даваа здравствените експерти. Мислам дека нашата коалиција повеќе почитуваше, другата коалиција помалку почитуваше, но ете тоа ќе се остави на нивната совест. Но важно е дека сите успеавме да изводиме една нова современа кампања и она што го добивам како фидбек од граѓаните дека им се допаѓа ваквиот тип на кампања, дека нема големо оптеретување на граѓаните и дека можеби треба да се размисли во иднина на овој начин современо да се водат кампањите и да граѓаните може да одлучат без од поголеми настани кои што значат поголема еуфорија. Да, едно од поголемите, барем за мене, проблеми кога станува збор за изборите е тоа што голем број на млади луѓе не излегуваат да го искористат своето уставно право и да гласат. Секако има повеќе причини за тоа и ја од тука ви ве прашал зошто, например, во изминативе 15-20 дена, реално преовладува негативната кампања. Дали тоа е од една партија, од повеќе партии, секако, барем ја таков впечаток добивам дека колку и поединци како вас и како некои други политичари да се трудат да водат позитивна кампања, сепак впечатокот е дека на национално ниво, на ниво на партии, на коалиции, се уште превладува тоа гласајте против, а не гласајте за, што мислам дека води и кон тоа младите луѓе да бидат демотивирани да излезат да гласат. Што вие мислите по оваа тема? Сметам дека единствено позитивната кампања може да мотивира некого да излезе на гласање и сметам дека сите политички партии навистина треба да излезат со понуда пред граѓаните, па секој граѓанин да одбере која понуда е поатрактивна и подобра за него, за иднината на државата и така натаму. Не сметам дека ние водиме негативна кампања. Мислам дека целосно се фокусиравме на позитивна кампања и сакаме да прикажеме на граѓаните дека сме направиле максимум што сме можеле, можеби не сме постигнале се, но никој за 2,5 години не може да го промени ниту светот, ниту нашата држава, но дека сме на правата насока, во правата насока сме во правата насока. Дека за нашата држава единствена перспектива е европската перспектива и тоа е факт. И ние ја отворивме таа перспектива, дека сега сме побезбедни затоа што сме дел од НАТО, дека повеќе приходи има кај граѓаните, дека не трошиме на некои работи кои што се нечи хир, како скулптури или фасади, туку напротив вложуваме во градинки, во здравствен систем и тоа што води негативна кампања, јас би рекла дека нема понуда. И затоа веќе не би навлегувала и во коментирање на тоа. Секој оно кој што нема што да каже, за што да се пофали, што да вети, тој истиот вели да, може ја не сум добар, ама нема да гласаш и за другиот зашто и тој не е добар. И затоа мислам дека младите политичари и политичарки треба да не се вклучуваат во негативни кампањи и да сите ние со максимум што можеме се обратиме кон граѓаните, нашата емоција, нашата верба ја пренесеме кон нив и да товараме глас на гласата. Може би како премин за темата жени во политиката, постои едно познато интервју на една врховна судика во Врховниот суд на САД, каде што вели дека ќе се задоволи таа лично кога ќе види дека има 9 жени, односно кога целиот судски совет ќе биде жени. Така што дали мислите дека ние сме спремни да имаме жена премиер, па дури
дури мнозинство жени во владата? Жените се повеќе ги имаме на мокни и одлучувачки позиции и тоа е добро за општеството. Затоа што така воспоставуваме баланс. Жените секако се 50% од населението, нешто повеќе од 50 и исто и од гласачкото тело и жените водат сосема поинаку. Јас верувам кога одредена жена води дека таа ги има сите елементи кои што можеби кога води маж ги нема во предвид. И затоа секогаш сакам да водат жени, но не значи дека немаме квалитетни мажи кои што покажале дека навистина носат храбри одлуки кои што ја водат државата напред. И тоа е нашиот председател, порано премиер и иден премиер Зоран Заев, кој што навистина сите одлуки ги носеше во координација, во консултација, но тој покажа дека може да постави жени на клучни институции и да им верува и да им даде шанса да водат заедно со него и да прават промената во општеството. Секако дека треба повеќе и секако дека можеме повеќе, се дека не постигнеме баланс од 50-50 на жени на сите раководни. Јас не велам само во влада, само во парламент, кога јас велам учество и равноправност на жените на секоја маса каде што се носат одлуки. И тогаш создавате капацитет да имаме навистина женскиот глас да се чуе во секоја одлука и женската перспектива на гледањето на работите да се види во секоја одлука и сметам дека ние како општество се движиме натаму. Денеска многу бев среќна со град Скопје, бевме на увид на градба на прв мост на реката Вардар после 74-та година, многу голем со 6 ленти, поврзува еден дел на Скопје со друг дел на Скопје и го води жена. И таа е главен архитект на многу мостови во нашата држава и вели, ете некој мисли дека секогаш главни архитекти се мажите, но јас сум главен архитект во голема компанија која што сите речиси инфраструктурни објекти во нашата држава ги гради. И навистина бев среќна дека можеби само треба повеќе да ги истакнуваме и повеќе да ги вреднуваме за да бидеме свесни дека стварно жените се поприсутни и се помокни во донесувањето на одлуките. Ја мислам дека сме во правилна насока. Исто така во 2019 вие кога се одржа првата парада на гордоста во Скопје, вие бевте една можеби од ретките политичари од нашето собрание и влада кои што излезе да даде поддршка, а и оние што излегоа всушност беа повеќе жени. Што мислите за ваквиот феномен? Па храброста кај жените е главна особина. И затоа ние веруваме дека општеството се менува ако сите имаат еднаква шанса, независно од нивната сексуална ориентација. И затоа јас сметам дека треба да покажеме дека на ненасилен начин може да се прифаќаме, независно зошто сме различни и по кој основ сме различни, дека нашата различност е квалитет за општеството. Некој се обидуваше со години да наметне насилие, да дискриминира и тоа не ми се допаѓа. Жените секогаш повеќе веруваат и во мир, и во заедништво, и во прифаќање на сите разлики кај поединците и создаваме на тој начин побогато општество и култура која што почитува различност. Би можел да преминам накратко да ни кажете за после овие избори ќе имаме нов парламент и доколку СДСМ и коалицијата има мнозинство или плуралност на пратеничките места, кои би биле приоритетите на новиот парламент и со тоа на новата влада? Во да речеме првите 100 дена. Секако дека тука ќе бидеме соочени со предизвиците од ковид. Тој нема да исчезне. Остануваме на патеката на добро здравствено менаџирање на кризата и социоекономско менаџирање на кризата и секако фокусот ќе биде на економијата. Развојна економија која што има технолошки подобрувања, продуктивни работници, но секако и одржливост на сите оние инвестиции кои што ќе бидат во економскиот сектор. Инфраструктурата останува приоритет затоа што навистина треба да имаме силна инфраструктура ако сакаме да бидеме или дел од големите развиени држави. Продолжуваме кон отварање и затварање на поглавја и очекуваме во период од 4 години да 80% од поглавјата ги отвориме и затвориме, а со тоа да покажеме дека воспоставуваме нови стандарди на живење во државата во сите сектори. Но правдата, да не ја заборавиме, таа ја зборувавме во друг дел од вашето интервју, но таа ќе биде основа за да може да воспоставиме развојна економија. Без правда нема ни економија, нема ни слобода ни демократија и затоа мислам дека правдата ќе биде едно крос-катинг прашање кое што постојано ќе се провлекува во сите наши одлуки, сите наши действувања во наредниот период. Да, свесни за времето и свесни колку е напорна кампањата и сигурно имате уште
неколку настани денеска. Би сакал да го завршам интервјуто со неколку не толку поврзани прашања со изборите, туку лично за вас како личност, но и како политичарка. Тоа првото би било, која е една личност во политиката, во светската политика, која вас ве мотивира и на која се угледувате во моментот? Тешко прашање. Во моментов сега, знаете што ми представува предизвик, тоа што навистина имам двајца премиери или премиерки на две држави, кои што ми се еднакво блиски во действувањето и кои што навистина ги почитувам на кој начин се справуваат и во овој период со кризата и на кој начин ги испраќаат пораките. Едниот е маж, едниот е жена и дали морам да може и двете слободно. Премиерката на Нов Зеланд и премиерот на Канада ми се така фаворити. На многу непосреден и на многу едноставен начин ги пренесуваат своите пораки и одаваат блискост со граѓаните. И мислам дека на тој начин треба да сите политичари во светот действуваат. Дека веќе насилното, арогантно однесување не поминува и не создава слика на позитивен политичар. Ова следното прашање може би ќе биде полесно, може и потешко. Доколку имате можност, бидејќи зборевме за политичка идеологија, доколку имате можност, која би била партијата надвор од Македонија во која би се зачлени и би действува? Социјалдемократската партија на Шведска. Супер. И како за крај, ние која имаме гостин од било која сфера, го завршуваме разговорот со препораки. Па така, знам дека толку сте зафатени што верувам дека немате можност да гледате филм или да читате книга во моментов, но доколку би не препорачале нешто, дали ќе биде за читање, за слушање, за гледање, што би било тоа? Во периодов ништо од тоа не правам, морам да кажам, целосно фокусирана сум на работа и малку со син ми поминувам време. Од Елиф сега отворена е ставена на мојата масичка до креветот, Чест од Елиф, и сега таа ја препорачувам да ја читате, јас ќе ја прочитам, па можеби после може да ја коментирам. Супер. Ви благодариме многу за издвоеното време, па се надеваме дека после изборите, како и тие да завршат, може во живо повторно да разговараме за некои други теми и за некои други работи. Да, фала ви многу на поканата и посакувам да имате успех.